Благодарам. Уште еднаш ќе повторам, овај пат е од стратешко значење. Се патува по магистрални патишта, регионални, преку превојот Плетвар, каде се вози многу бавно и досега најмногу сообраќајни несреќи се случувале точно таму. Се патува 3 и повеќе часови. Особено е тежок овај пат во зимскиот период, кажав претходно и за пациентите кои што се превезуваат и за медицинскиот персонал кои што ги превезуваат тие патници. И ќе ве потсетам дека овај пат беше ветување на СДСМ и ќе го цитирам премиерот Зоран Заев во 2018 година. Идејното решение за автопатско поврзување Велес-Прилеп-Битола е изготвено. Имајќи предвид дека Источна Македонија е автопатски решена, Западна Македонија решаваме со патот Кичево-Охрид и проширувањето продолжува Кичево-Гостивар, а и останува централниот дел на нашата држава, многу важен, значи не само за Прилеп, туку и за Битола, Ресен, Охрид. Значи ова е изјава на премиерот Зоран Заев. Ветивте автопат Битола-Прилеп кој ќе се надоврзува на веќе почнатиот инфраструктурен зафат Градско Дреново, кој што вие го стопиравте, пошто од Прилеп до Градско ќе се вози по експресен пат, а рокот на завршување беше за 2 години, поточно до 2020 година. Значи, ова ветување е дадено во 2018 година, денес веќе завршува 2020 година, нема ни ја од автопатот, уште една шарена лага на шарените револуционери и мислам дека кога имате пари да давате за фстаци, лешници, цвеќиња, тренирање на магарина, треба да оделите средства за овај капитален проект кој што е стратешко значење за жителите во тој регион. Ви благодарам.